Пред неколку години начекав, имаше една дебата, како, не знам, некаква си конференција, не знам што беше, имаше оние што ги нарекуваме тешкаши, теолози собрани заедно и дебатираа, дискутираа за некои ствари и еден од нив кажа нешто што стварно ми удри шлаканица, најотворено да си кажам, бидејќи рече, секогаш кога ќе отворам проповедта на гората, тој рече, мене ме плаши, ме исполнува со ужас. Затоа што да ви кажам, знаете, научен бев она, си ја гледаш Библијата, си ја читаш Библијата, проповедта на гората зборува за блаженство, за убави работи. Блажен е тој, блажен е тој, блажен е ова, блажен е ова. И свика, супер, јас сум во категорија блажен. Дали сме помислија некои пати, колку е тешко да видиш тој блажен што ќе го исполни она што Христос го бара. Ако го погледнеме од таа страна, почнува да не фаќа, мене барем ме фаќа паника. Денеска ќе зборуваме за еден дел од проповедта на гората и сакам да го погледнеме малце на исти начин. Ние со Никола се менуваме со зборувањето, затоа не можеме да земам тема да кажеме 6 недели заедно или Никола да земе тема долга. Па затоа од време на време може да ќе зборувам на неа, па може да ќе се собере серија, ќе видиме. Евангелието според Матеј, отворете 5 глава, 17 до 22 стих. Ќе го читаме цел овој текст, многу е познат и многу е тешко да зборуваш на текст што е познат, бидејќи мислиме дека знаеме се што има во него и тешко е да чуеме нешто ново, ама ќе се стрпите, верувам. Вели вака Библијата: немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши едно од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството небесно. А оној што ќе ги исполни и така ќе ги научи луѓето, тој ќе се нарече велик во Царството небесно. Зашто ви велам, ако вашата праведност не е надмине праведноста на книжниците и на фарисеите, нема да влезете во Царството небесно. Сте слушале дека на старите им било речено не убивај. А кој убие ќе одговара пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на својот брат без причина, ќе одговара пред судот. А оној што ќе го нарече својот брат празноглав, ќе одговара пред Синедрионот. Оној пак што ќе му рече будала, ќе одговара во огнениот пекол. Малку тешки зборови. Јас сум ги употребил, јас гарантирам дека сите сме ги употребиле и тоа здраво. 6 стиха се на се. А мислам дека има барем 3 вистини на кои може да ги погледнеме внатре. Првото нешто што го кажува, и малку обратно ги кажувам во однос на редословот што ги има онама, Исус вели, еве што треба да правиш. 21 и 22 стих. Чекај ти објаснам што треба да правиш. Второто вика да ви кажам уште однапред нема да успеете во тоа. Да бидеме најасно. И третото нешто што го вика таму во 17 стих е, еве како може тоа да се случи. Или еве како преку мене можеш да го исполниш тоа што треба. И сакам така малку наопаку да ги погледнеме работите, не оти така е во Библијата, туку мене ми беше полесно. Прво, еве вика што треба да направиш. И Исус зима една од 10 заповеди. Една од сите 10. Има и други после што ќе спомне, ама ја зима она. Ја зима за пример заповедта која да не убиеш. Или не убивај. Супер. Никој од нас ништо не направил така. Нема туку убијци, среќни сме, прекрасно е се. Ама последното зборче ја менува заповедта и вика, ако направиш вака и вака, си убил. Е тука веќе почнува да не фаќа оне параграфот. Е сега, јас веднаш, мојата прва реакција ќе биде оваа. Зарем и Бог не им се љути на луѓето? Зарем не читаме во Библијата каде што во еден момент има еден богат, ќе ви текне ли, има еден богат земјоделец, кој прави многу работи, кој има многу голема жетва и вика, еј, душа моја, вика, гледај, имаш богатство за многу време, јади и пи, весели се, што ќе направам? Ќе ги срушам барите, ќе си го проширам бизнисот, ќе направам се супер. И Бог вика, безумниче, уште вечер ќе ти ја земам душата. Зарем Исус не оди контра на тоа? Зарем сам себе не се осудува? Безумникот рече во срцето свое, нема Бог. Библијата го нарекува безумник. Што прави? Како може Бог да си противречи самиот себе си? Може ли такво нешто Господ да направи? Не може. Тога значи нешто поинаку тука мора да биде. Нека друга работа има тука, во оние 3 таму работи што ги спомнува. Ако речеш, како беше она?
Секој што се гневи, ако се гневиш безпричина одговараш пред суд, ако кажеш празноглав пред Синедрионот, удала огнениот пекол. Сите три работи мора да има нешто повеќе отколку само што гледаме одозгора. Патем, ако ја читате Библијата, ќе видите дека категоријата безумник или луд, или како сакате, кажете го, е релативно добро дефинирана категорија, затоа што ги прифаќа и ги става сите луѓе кои се толку мудри во своите очи, што не сваќаат дека околу себе само прават хаос. Има разни зборови како тоа се дефинира, но отприлика тоа е. Толку си заблуден, кога Библијата го нарекува некој безумник, што вика ти си толку горд на она што го имаш и што го знаеш, што не сваќаш каков хаос правиш околу тебе, не ни гледаш колку немаш појма. И тие се наречени безумници. Исус ги нарече фарисеите безумни у Матеј 23. Пророците знаеа да кажат на некој безумниче или си направил безумно нешто. Го рекол веќе се до тоа. Ама, проблемот е со онај последниот збор. Она будала кај нешто е преведено, или онај збор рака. И не сум јас по грчки, ама се отепав копајки по коментари да ви кажам, бидејќи неколку коментари го спомнува и мораше да го пројдам. Овој збор не е навреден. Сам на себе, сам по себе. Погледнете го, ќе видите. Повеќе состојба во која те става човекот. Ќе сгрешам. Знам дека ова што го гледат луѓе што знаат грчки порано од мене ќе ме направат партал во еден момент, ама погледнете го контекстот, ќе видите што сакам да кажам. Идејата ако ќе му кажа на некој рака е ти не постоиш, бе, тебе те нема. Ти не си ентитет, ти не си беззначаен си. Кога ќе му кажеш на некој не те гледам. Те нема за мене. Тогаш вика си крив како за пеколот. Тоа е буквалното. Иначе, ако сакате го фатите буквалното значење, ти ништо. Ако го видите во контекст, ти ништо, буквално тоа значи. Ништавил. Состојба. Јас те ставам во ситуација каде што ти не постои, ти не си човек за мене. Ајде така да го кажам. Тоа е наједноставниот начин на кој може ова да го биде. Ова е еден став на презир, на понижење на... Абе, кој си бе ти? Оно што кај нас е многу често денеска. Кој си па ти? Само овде е ставено во форма, ти бе не си никој. И кога вика, ти ќе му кажеш на нека, бе, ти бе не си никој, крив си вика пред пеколот огнен. Зошто? Затоа што ти уништуваш едно човечко суштество создадено на Божи лик. Ти не го поправаш, ти не го охрабруваш, ти го уништуваш. Тоа е онај делот тука, барем како што јас го сватив од сето она што го чита во сите тие таму ствари. Ајде да видиме што има тука. Јас реков дека дефиниција на празумник, безумник е лично што е толку мудра, што не гледа како прави хаос на себе си. И овој став на презир, подсмев и понижување не беше начинот на кој Исус се однесуваше кон луѓето. Погледнете било каде, кога ќе нарече некој безумник, идејата беше да го повлече, да го донесе кон покаяние. Не беше да каже, веќе не те ферма. Те нема нигде. Од каде знам дека ова вистина? Кога го зема да го распнат на крст, не рече како не ви е срам ѓубриња едни, не рече како не сте, види бе кој сте бе вие мене да ми кажете, вие сте никој и ништо. Што направи Исус? Боже, прости им, оти не знаат што прават. Тоа што не знаеш што правиш, значи дека немаш појма од тоа што го правиш. Значи, пате, не те нарекувам глупа, ама кажувам дека не си нешто како треба, ама дефинитивно не е за да те уништам. Прости им, не знаеш што прави. Сакам да го вратам кај мене. Тоа е целата идеја овде. Нашата лутина е полна со ова условно речено рака. Нашата лутина е полна. Кој е па тој да ми го прави тоа? Ти ли ќе се ставиш на тоа место? Чекај ја да ти кажам што треба. Бегај бе, ти си никој ништо и така натаму. Тоа го гледаме секој ден, тоа го правиме секој ден. И тоа е делот овде што мислам каде што е стварно опасен. Мојата гордост, моето его, мојот презир. Ајде, кога ќе те погледа некој, сте били во таква ситуација, ќе те погледа некој на таков начин, се осеќаш помало од мравка. Тоа е тоа. Овде, кај што не оди. Овој презир е нешто што Исус вика може да води до убиство. До повреда, до убиство. Зошто? Затоа што, ако уживаш да мислиш за некој,
И во главата си вртиш 1000 начини како да го расчеречиш, да го убиеш, да го уништиш, да го понижиш, да го згазиш, да кажеш, гледаш сега кој е голем, кој сум јас. Исус вика, практикуваш ова условно речено рака и сам себе си се осудуваш на пекол. Прво заради непростувањето и второ заради тоа што не сакаш да му дадеш и на тој човек шанса да го чуе словото од другата страна. И најубав пример за ова даде еден теолог со 2 желада. Вели вака, земе 2 желада. Знаете што е желад, нели? Едниот стави го во земја, посади го, дај му ѓубриво, полевај го и сите тие работи, и од него ќе излезе дап, толкаво големо дрво. Вториот желад остави го, дева вака на гол бетон, ќе се исуши и ќе скапе. Дали е едниот желад по-добар, по-паметен, по-интелигентен, по-честен од другиот? Не. Има само поинакви услови во кои може да се развие. Што е поентата? Немојте да мислите оти некој од нас не е способен да убие некого, вика Исус. Само ако условите ти се како што треба. Ако Бог те постави во такви услови, кај што ќе ти се спојат жичките, што викаат, кај што ќе ти пукне филмот, ако ти се случи во таква ситуација да живееш, во таква ситуација се најдеш, Бог вика, внимавај и ти ќе си во таа ситуација на убиец. Немој да мислиш само дека, не, јас, кај мене такво нешто нема никогаш да ми се случи. Било која од 10 заповеди земете и кажете, јас не можам да се најдам во таква ситуација, мене тоа да не ми се случи никога. Ајде да ве видам, ајде да се видам и да видиме дали не можеме да се најдеме таму. Тоа е поентата на Исус. И имаш во срцето, имаш семето е таму на гревот. Внимавај што ќе направиш со него. Не дозволувај да отиде во презир, во горчина, во огорченост, во лутина, во сите тие глупости, оти на крајот ќе завршиш со убиство. Јас не сум убиец. Ти веќе си го убил во главата, а на крајот, не дај Боже, ама и физички може да го направиш истото тоа што ти сакаш да се или не сакаш да се случи. Се љуташе ли Исус? Уште како се љуташе? Знаеше да биде налутен, знаеше да реагира, нели, гневно. Ај да, ние викаме праведен гнев. Ама кажете, што беше неправедно во неговиот гнев? Мојот дом, вика, што треба да е дом на молитва, го направивте разбойничка пештера. Црквата, домот негов, што требаше да биде место кај што луѓето ќе чујат словото, кај што луѓето ќе растат во познавањето на Бог, стана бизнис центар. Купуваат, продаваат, маси, менувачи си ставиле таму, да е денешно време, ќе има и кладилница, веројатно. 3 свеќи за седмица, не знам како таму. Сигурно ќе најдеше некој начин, нешто да го пробута во храмот. И тоа е проблемот. Исус вика, внимавајте, сите може да се најдете во таа ситуација. Сите може да бидете на такво едно место. Внимавајте си. Нашата лутина ќе биде почвата за лутината. За Џорџ Витфилд се вели вака. Имал едно картонче со него и биле овие прашања напишани едно под друго. Тој е еден стар теолог од минат пред 2 века. Дали сум имал, вика, денес нељубезна мисла? Дали сум кажал нељубезен збор? Дали не сум покажал сочувство кон некого? И за него се кажа дека секој ден на сабајле, на ручек, на вечера, ќе го извадал ливчето, ќе го погледне и ќе го стави во џеп. Ако јас ова го правам, мислам дека ќе биде многу тешко. Ако ние го правиме ова, мислам дека ќе ни биде многу тешко. Дали сум имал нељубезна мисла? Уф, ми го зема паркингот, готово. Дали сум кажал нељубезен збор? Уху. Да. Дали не сум покажал сочувство кон некого? Тоа веќе поинако, тука сме малку по, да кажеме, фини. Витфилд, иако бил толку јак, мислам како верник, како се, бил свесен дека ако секој ден не се коригира себе си, ако нема некој коректив, ако не се врати на словото на Библијата, ќе направи белја. Јас и ти ќе направиме белја. Дај Боже да не се најдеме во таа ситуација. И Исус, знаете што вика плюс? Вика, немој само да се извинуваш. Во стилот, извини Господи, ме стави во таква ситуација, јас бев тоа, направив нешто, прости ми. Не. Вика, не е само тоа. Кога ќе почнеш да одиш контра, кога си нељубезен, кога го презираш некого, знаете, почнува да мириса на сулфур. Се осеќа оној пекол огнен. И вели, крати го тоа во корен со сечиво. Знамо ти, не е пропад за 10 сат, можда од 11, можда требаше да ја оставиме. И фактот е дека ни ти, ни јас никогаш нема да успееме да го направиме ова што го вика Исус тука. Да не се љутиме, да сме се чести, да сме супер.
Нели? Оспех на лице, се ми е супер, се е фајн, како вика. Не е така. Знаеме оти не можеме да го направиме. Тоа Исус ни потврда, вика, не можеш. Исус всушност во 18 и 20 стих практично вика, и да не мислиш оти кога зборувам за благодат, за простување, оти викам, оти не е важно како живееш. Не, многу е важно како ќе живееш. Оти христијанството не е збир идеи. Христијанството не е само, па така ме научили и така си одам традиција. Христијанство е жива вера и поврзано со личност. Нели тоа го зборува во минатиот пат, ќе се сетите. И затоа тој кажува, кога зборуваме за Божиот закон, кога на луѓето им кажуваме за Божите правила, за Божите заповеди, да не менуваме ни јота ни точка. Што значи тоа? Абе добро, знаеш, Господ вика дека, ама сите сме грешни. Абе добро, ова не е правилен начин да се живее, ама знаеш како тешко не е нас како луѓе да го направиме тоа. Што правиме? Сакаме да го омекнеме она што Господ го бара. Сакаме да кажеме, слушај, ова е грев, ама знаеш, има олеснителни околности. Бог вика, нема олеснителни околности за грев. Ке ни прости? Да. Ке не покара? Да. Може би низ огин ќе поминеме? Може би. Господи прости? Да, ќе прости. Ама тоа не значи дека ние имаме право да го менуваме законот. Менувајќи го законот, го осудуваме другиот на смрт. Менувајќи ги оние работи што Бог бара да ги направиме со нешто помека форма, некоја помека формулација, ние им дозволуваме на луѓето да кажат, па јас можам самиот да си дојдам до Господ. Не ни е тоа целта, ама така одиме. А тука ќе ги ставаме, така правят сите, па така е по обичај, па што да правам, така ми останало, и така натаму, и така натаму. Бидејќи реално, тогаш ние одиме таму кај што не треба. Кој ќе се нарече, вика, најмал во Божјото царство? Тој што ги понижува Божите заповеди. Тој што ги менува Божите заповеди. Кој ќе се нарече најголем? Не најголемиот теолог. Не оне што ќе стои ќе проповеда тука. Туку оне што ќе ги вика, правото е право, кривото е криво. Ако пише не кради, тоа значи не кради, нема освен 3 точки. Не кради, готово. Не лажи, освен нема. И тој не е совршен, и овој не е совршен. И тој што го испочитува законот до цела јота, и овој другиот нема да е совршен во Божите очи. Ама едниот ќе биде големот и барем рекол, Господи, ти верувам на твојот збор и ќе живеам вака, а другиот ќе биде најмал заради тоа што рекол, па може да го сменам Божиот закон. Мене некој ми дал право такво нешто. Божиот закон значи бара не само надворешна послушност во однесувањето, туку бара и правилен мотив што ќе излезе напред. И затоа Исус вика, затоа ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на фарисеите. Јас верувам за тие таму беше шок. Денеска би рекол да ја надмине праведноста на, не знам, на некој монах што цел живот останал во манастир. На некој си еден куп луѓе, не знам, некој свети луѓе. Ако вашата праведност вика не ја надмине таа на најсветиот жив човек, не можете. А ако ги читате сите монашки житија, ќе сватите дека ниту еден монах не вика достигнав, сите викаат се стремам и тежам. Со други зборови, испаѓа работата дека никој од нас, и по човечки ако си погледнеме, не може да го исполни ова сам. Не можеме едноставно. Правилен мотив ви треба тука. Нема вика ниту еден фарисеј, нема никој што ќе може да го исполни законот онака како што треба. Вика, што ви треба? Не само надворешно да не грешите, туку и внатрешно да не правите проблеми. Не само од надвор да не се види дека нема да убивате, туку и внатре да не убивате. Не само нож во грб да му завојдеш на некој, туку и да не го презираш. Кој си бе? Ти си ништо. И потоа веднаш ги дава оние примери со убиството, вршењето прелюба и со лажното сведочење. Во текстот малку подале. Сеќавате? Не е прелюба само да спиеш со туѓа жена или туѓ маж. Прелюба е кога веќе во главата викаш да спиам со таа жена или со тој маж. Вика веќе ти си го извршил тоа. Зошто? Затоа што се сеќавате на двата желада што ги спомнав. Затоа што желодот е веќе тука. Почни да го поливаш кога тоа ќе порасне. Сосечи го во корен, иначе ќе го нема. И за лажното сведочење, и за се. Тука, ги спомнува тука. И всушност, во 17 стих ќе се вратам на него малку подоцна, само тој зборува за законот и за фарисеите. Законот и пророците зборува за цела она Божје слово што во тоа време го има. Во денешно време јас ќе кажам, зборува за цела Библија. Се што не поучува Библијата мора да биде она кој ќе ни го води животот.
Се што не поучува Словото, треба да биде она кој ќе ни биде правилникот како да одиме понатаму. И кога ќе дојдеме во Библијата, нема само закони. Има принципи, вистина, ама гледаме има и примери. И ние како луѓе сме супер во тоа што ќе речеме, ај сега малку поинаку, не сме во неделно училиште, нели? Супер. Ќе го земеме примерот на Давид. Давид беше прекрасен Божи човек, си свираше на харфа, нели, уби мечка, што уби таму друго, лав, сеќавате, губи Голијат, успеа, дојде. И кога ќе завршиме до тука е се супер. Изврши преливо со туѓа жена, губи маши. И веќе одеднаш не може да биде пример кој ќе се следи. Ќе биде пример од кој ќе видиме што прави човекот кога ќе заборави во еден момент да го следи Божиот пат. Земете го Мојсей. Човек што го излекува, нели, ќе умреше. Го спасија да не загине. Порасна во кај фараонот. Отиде, нели, стана голем човек, паметен човек. Реши тој да биде судија и джелат. Уби човек во една расправа. Побегна. Дојде од таму со Божјо помазание да го изведе еврејскиот народ. Така беше. Во еден момент му пукна филмот, на жута минута му дојде и вика, сакате вода? Нави вода од карпата. И Бог вика, затоа што мене не ме испочитува, нема да влезеш во ветената си. Сакате така да го завршите животот ваш? Силни до 5 до 12 и вика, епа не може. Господ да каже. Што сакам да кажам? Човечките примери се окей до некаде. И понатаму Бог вика, ова ќе го следиш, ова земи го за пример, ама ова внимавај каде одиш. Затоа што натака веќе е нешто сосема поинаку, излегува од внатре, од самото срце. Исус не вели оти ќе го уништи законот. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. И сакам тука малку да се замислиме. Оти мислам дека ова е стварно многу важна работа. Како се исполнува законот? Како можеш да исполниш еден закон? Како јас гледам на тоа, Како јас гледам на тоа, може да го исполни законот на два начини. Едниот е да го испочитуваш, вториот е да ја платиш казната. Тие се двата начини да се испочитува законот. Бидејќи законот, знаете како вика, ако се случи ова, тогаш резултатот е ова. Значи, или ќе го испочитувам и резултатот ќе биде супер, или ќе го погазам и резултатот ќе биде казна. Ама во двата случаи законот ќе биде исполнет. Како го исполнуваме јас и ти законот? Можеме да го почитуваме, можеме да платиме. Брзината е 60 на сат, возиш 80, значи јас не го испочитувам она што се бара, ќе го испочитувам со казна. Колко беше? 1500 денари или 1200 ако платиш одма? Така ли беше некако? Ама ќе го законот е испочитуван до крај. Ставете го тоа во нашиот секојдневен живот. Ај земете го Господ Исус Христос, што направи тој со законот. Од една страна викаме дека он го испочитува целиот, не го сгреши никаде, вистина. Не направи ни еден греф. Истовремено го испочитува и со тоа што плати казната за истиот. Гледаме едно нешто тука кое мора да ни биде јасно. Некој мора да ја плати казната за мојот и твојот греф. Некој мора да плати казната за тоа го убив у срцето. Го презирам, тоа е за мене, го нема и така натаму. И затоа, врховниот, суштинскиот Авраам, ако сакате, суштинскиот Давид, суштинскиот Јосиф, во есенцијата, нели, што требаше да бидат преслика на она што требаше да биде Христос, ние го гледаме во Христос во целост. Веќе јас сум совршен во моите дела, јас сум совршен и во тоа што ќе ја платам казната за секој нешто што го прекрши закон. И законот е исполнет и преку послушноста и преку казната, што беше дадена во него. Тие се двете ствари. Ја плати он казната. Овде. Сега. Ако ние сакаме
да живееме живот достоен на она, на некој што знае што е направено за него. Дека некој невин платил за неговиот грев, тоаш мора да ги почитуваме законите и пророците, како што вика тука во 17 стих, и да живееме она како што Господ бара од нас. Тоа ќе биде резултат на нашата вера, а не причина за нашата сигурност во спасение. Ако јас знам колку го коштало некој што платил за мене, јас треба од љубовта сега да го направам тоа што треба, да не бидам убиецот. Како покажуваш дека го сакаш некого? Ќе го почитуваш? Ќе сакаш да му ги исполниш оние работи што ги сака? Ќе гледаш да не го направиш оно што го не иќе? Така ли? Ќе гледаш едноставно да го направиш среќен или радосен, да го исполниш на некој начин. Како покажуваш дека го сакаш Бог? Хајде да го примениме на истиот начин. Со тоа што ќе сакам да го знам повеќе, со тоа што ќе можам да го разберам повеќе, со тоа што ќе го правам она што му носи радост, со тоа што нема да го правам она што знам дека ќе го натажи и ќе го растажи тука. Законот има место. Законот е тука да може на нашата совест да ја каже ти не успеваш во тоа што сакаш да го правиш. Љубовта е таа што ни вика некој друг го направи тоа што ти не можеше да го направиш. И она што најчесто, многу често ни се случува, е дека ние забораваме што направи Исус за нас. Да, онака интелектуално знаеме, умре за нашиот греф. Ма седнете, размислете малку што тоа значи стварно во секојдневието и ќе почнеме фаќа страв дали стварно реално го мислам тоа. Стварно реално го живеам тоа или го сакам. Зошто е ова битно? Исус премногу не сака за да може да го поништи законот. Не сакам да кажам. И повторно, уште еднаш ќе повторам, бидејќи не ќе да го заборавиме ова. Два начина има да се исполни законот. Извинете, го повторам намерно. Да не го прекршиш, или да го прекршиш да ја платиш казната. Бидејќи, знаете, Бог, на едно место во Библијата вика, Бог не дава да му се смее некој. Ти не можеш да кажеш ни вака ни онака, па јас за инат нема да го направам тоа, Господ, што го сакаш, што ми можеш. Еки Бог вика, фино, или ќе го испочитуваш, или ќе платиш казна. Во двата случаи законот ќе биде полн, исполнен. Мојот збор нема да се врати празен. И пак ја речем, Исус го исполни законот на двата начини. И сакам да се врата малку на оваа проповед на гората тука, да спомнам неколку работи. Долги години, пак ќе се вратам на проповедта на гората, кога ја читав, ми се чинеше дека Исус устари вика, и мислам дека ова еднаш го спомнав и порано кога зборував, дека Исус вели, слушај, има два начини. Едниот е ќе го почитуваш Господа, другиот е нема да го почитуваш Господа. Едниот е ќе бидеш честен и праведен, вториот е да не бидеш честен и праведен. Едниот пат води во пропаст, другиот пат води во вечен живот. Кажете ми едно лошо нешто што е спомнато таму во проповедта на гората. Кај што ќе каже, например, да не бидете како фарисеите кога давате десеток. Има ли нешто лошо во давањето десеток? Кога се молите да не бидете како фарисеите. Има ли нешто лошо во молитвата? Нема. Па кој е проблемот? Оти, знаете, начинот на кој толкуваме Библијата е овој. Ако Исус сакаше да каже на крајот, има пат што те води кон Господ, има пат што те води во пропаст, тогаш требаше да ги видиме тие двата пата во Матеј 5 глава, па до крајот на проповедта на гората. А реално гледаме нешто поинако. Барем јас така гледам. Гледам еден куп добри работи кои некако функционираат погрешно. Молете се како фарисеите. Ние не се молиме како фарисеите, браќи и сестри. Они се молеа многу пати дневно. И тоа пропишано. Што имаше лошо во тоа? Ништо немаше лошо во тоа. Лошо беше што? Дали ќе имаме фарисејска послушност на Божиот закон или благодат? Дали тоа што го правиме оти мора за да бидам фарисеј? Јас одам на црква оти морам, бидејќи ако не одам на црква, нели не сум христијанин, јас морам да си ја сакам жена ми, јас морам да не вршам прелюбов, иначе ќе ме казни Господ. Јас морам да не лажам, да не крадам, да почитувам туѓа. Зашто? Оти Господ ќе ме казни.
Или јас го правам сето тоа заради тоа што јас го правам врз основа на безусловната Божја благодат кон мене. Мислам дека проповедта на гората повеќе зборува за ова. Дали ти ја вршиш праведноста за да те видат оти мораш, или ја вршиш праведноста заради љубовта кон оној кој е праведен. И тука се двете крајности, во кои мислам дека ние треба да се најдеме каде сме. Не е проблем на фарисеот, не беше проблемот, Боже, фала ти што не сум како овој разбойникот. Боже, фала ти што јас 2 пати, 3 пати во неделата постам, фала ти што давам 10 од се. Што беше лошо во тоа? Лошо беше што мислеше заради тоа што го правам, сега ти си должен да ми дадеш нешто. Лошо е кога доаѓам во црквата и мислам ако промашам Господ ќе ме казни. Лошо е ако не се молам пред јадењето и мислам ќе се отрујам. Тоа е лошо. Ако мислам дека лошо е бидејќи не го почитувам Господа, бидејќи немам како да кажам благодарност, Боже, фала ти што ми го даде ова денес. Господи, фала ти за ова што го имам. Ама нема тоа што го сакам. Фала ти што ми го даде тоа што го имам. Тука ја гледам јас работата, бидејќи, знаете, фарисејската, законската послушност се заснова на врз идеја. Што сакам да кажам? Идејата е дека ако јас правам ова, аксиом, знаете, теореми, сте учели сте математика. Ако се исполнете условите 1, 2, 3, 4, тогаш резултатот ќе биде овој. Ако јас одам на црква, ако давам 10, ако се молам, ако постам, ако славам, ако ги правам тие ствари, тогаш Господ е должен да ме приме. Господ вика малку утре. Сега вика. Ако правиш тоа што треба да го правиш заради љубов кон мене, тоа ще е друга работа. Зошто си го сакам детето? Оти морам. Ако оти морам, тоа кога веќе не морам, ќе се ослободам, ќе ми олец. Така ли ќе гледаме на работите? Или сопруг, сопруга, брат, сестра, пријател, другар во црква, седно кој ставете го внатре. Зошто? Па морам. Или сакам. Има голема разлика меѓу тие две ствари. Голема разлика има. Бидејќи пак ќе речем, едното е идеја. Ние не одиме на тој начин. Благодатта ни дава праведност која ќе ја надмине таа на фарисеите и на грешниците. Ако може, ако смеам да завршам со нешто практично за крај. Малку. Ајде да видиме ова конкретно што би значило, ова што Исус го вика, немој кон никој да се однесуваш како да е никој и ништо. Ако ја погрешив на почетокот дефиницијата за рака, овој дел овде е веќе погрешен целиот. Ама ако рака значи ти си ништавил, ти си бе никој и ништо, ако така го прифатиме, како практично би можеле да се поставиме да го решиме овој проблем? Па прво нешто е, немој никој пати не да се однесуваш према луѓето како да се никој и ништо. Подобре, тоа од другата страна да го погледам како Божје создание кој го застранило, кој отишло негде кај што не треба, кој живее во грев, кој свесно греше, кој прави лоши работи, ама се уште е некој заради кого Исус умрал. Има луѓе за кои мислам, Господи, не требаше да умре за тој. Ама Бог е друг, не е Павле. Тоа е првата работа. Значи, ова мора да внимава. Сега, како ќе го направиме тоа? Имаме фарисејски начин. Порано да не го презирам, оти ќе завршам у пекол. Не оти го сакам, не оти го ценам, не оти мислам нешто арно за него, ама морам да не го плюем, заради тоа што некад да завршам у пекол. Тоа е едниот начин, нели зборувавме за него. Вториот начин на благодатта е овој. Да се сетиме на Филипјаните 2 глава 7 стих. Не е таму тој збор. Не е истиот збор таму во Филипјаните 2.7, ама во Филипјаните 2.7 буквално Исус вика се понижи себе си, буквалниот грчки, буквално се направи себе си на ништо. Едноставно стана ништо. Зошто стана ништо? Се сеќавате зошто? Се испразни себе си. Зошто? За ти, кој си никој и ништо, да можеш да добиеш вечен живот со него на небото. За јас да можеш да добиам вечен живот со него на небото. Не требаше ние да го понижаваме. Знаете, во псалмите во Исаја зборува за слугата кој ќе дојде, кој ќе биде понижуван, тепан, плукан и така натаму.
Кој е бе тој никој и ништо? Од овој спасение? Може од Назарет да излезе нешто? Ево ви рак. Ајде. Најде, од кај да ми бараш ти мене? Спасител да дојде. Исус вика точно така. Јас бев понижен, тој беше понижениот, тој беше плуканиот, за јас и ти да можеме преку него да добиеме полнота на оно што тој сака да ни го даде. Затоа Исус не бара ништо од нас што веќе Он него направил. Јас се испразнив, вика од се. Јас станав како ништо. Зошто? За ти да можеш да бидеш важен, да бидеш важна, да бидеш некој заради кого јас сум спремен да умрам. Кога погледнеме овака малце, станува малку потешко за разбирање. Мислам, малку потешко да го прифатиме. Исус Христос беше некој и нешто, беше Бог, се понижи, стана никој и ништо, за јас, прашинка во неговото создание, да бидам некој заради кој тој беше спремен да умре. Не знам дали точно го кажав, ама тоа е поентата на целото Евангелие. Тоа беше поентата на она, немој на некој да му наречеш безумниче, будало, никој и ништо или таму како сакате на самиот почеток. Како може некој како мене да добие вечен живот на небото? Како може некој како тебе да добие вечен живот на небото? Со Бог, со Себог и Севишниот, кога ќе почнете да размислувате кој е Бог, страх ќе те фати. Само заради тоа што некој друг беше спремен да стане никој и ништо. И затоа тој имаше право да каже, немојте така. И ако се сеќаваме на таа Божја љубов, што Бог направи за мене и за тебе, полесно ќе ние да му кажеме на другиот за Божјата љубов, без да ги шминкаме, да ги дотеруваме стварите, да ги финесуваме, знаете, малку, да не им биде на луѓето сурово, нити пак и тој за кого стварно не иде да го удавиме со голи раце, нема да го сметаме за никој ништо и ќе речеме, Боже, ајде по твоја милост помогни му, дај направи нешто за него. Да е до мене, знам што сакам, ама ти направи како сакаш, признавам дека без тебе не може. И нека Бог стварно ни даде милост, па ќе речем и мудрост, да се однесуваме и да живееме така. Амин.